Ние сме седма сила. За тоа говори составот на оваа емисија. Мира Костич, Лјупчо Поповски, Попе, Насер Салмани. Случувајќи ми помалку и мене. Денеска во седма сила ќе разговараме за една актуелна тема, но таа поврзува две дополнителни. Обидот за постигнување компромис и донесување на законот за јавно обвинителство. Партиите повторно се во обид да најдат заедничко решение, но тоа тешко оди, без разлика на тоа што иницијативата или идејата за повторно седнување на маса доаѓа од новиот еврокомисар за проширување Оливер Вархољи. Партиите како да го прифатија повикот, но во пракса тешко оди. Мира, со тебе, ти долго време ја следиш собраниската процедура и обидот на партиите да преговараат за оваа тема. Има ли време и желба и политичка волја да се донесе овој закон? Ќе почнеме од времето. Време секогаш има, ако се следи политичката волја и досегашната практика на пратениците и пратеничките групи, за 24 часа и помалку може да се донесе тоа што ќе се договори. Тоа е теорија, да. Не е теорија. И во пракса се покажало. Меѓутоа, овој пат мислам дека волја изостанува и дека тоа е основниот проблем што Кој нема не може волја? да се... Зошто нема волја? Слушам изјави дека као се обидуваат, но има членови веројатно кои што не дозволуваат да се постигне компромис. Иако слушаме дека Заев последната изјава беше ќе направиме отстапки и ќе се направи компромис, но тешко оди. Од двете страни тешко се прават отстапки, да не се лажеме. Меѓутоа, опозицијата мислам дека е во, да речеме вака, под наводици потешка ситуација, бидејќи станува проблем за приземно, екзистенцијално, елементарно прашање, а тоа е да се биде на слобода или под обвинение за одредени дејства што се правеле порано. Мислиш на членови кои што се уште се во партијата, кои што се опфатени од процесите на СЈО. Кои што биле и во поранешното раководство и кои што се пратеници и кои што се директно засегнати на крајот на краиштата, а засегната и целата партија, затоа што сето тоа би можело да фрли и поинаква слика на целата партија и на сегашното раководство. Меѓутоа, со самото тоа што се одбива да се постигне некаков заеднички, да се дојде до заедничко решение, укажува на тоа кој е во полоша ситуација. Односно, кој е причината што не може до сега да се постигне решение. Инаку, ќе ми дозволите само додека сме на ова прашање. Секако дека луѓето што работеа во специјалното јавно обвинителство со сето она што го имаат како сознание и капацитет интелектуален, не може да се остават на маргините на системот. И дека е тоа нормално да влезе во законот. Меѓутоа, очигледно проблемот се предметите, што ги работеше и обработуваше СЈО, кои што се далеко од она што би требало да биде како решение и кои што јавноста очекуваше да го види тоа решение и дека е тука основниот проблем. Иако ова можеби некому ќе му личи дека јас сум на линија на власта, меѓутоа, да имаше договор околу тие предмети, досега немаше никаков проблем да се донесе специјалното јавно, ова законот за јавно обвинителство, без оглед на тоа што опозицијата има одредени предлози, кои што верувам власта ќе ги прифатеше. Инаку, предлогот да се избира првиот обвинител на државата, државниот јавен обвинител, да се избира по предлог на опозицијата, по мене е нонсенс. Зошто? Бидејќи било власта да го предложи, било опозицијата да го предложи, тоа не е елемент што остава простор за независно судство. Значи, сепак се работи за персонални решенија и... Сигурно дека и персоналните решенија се, но и исходот од предметите што сега ги презема до душа јавното обвинителство, државното јавно обвинителство, но има тука уште предмети кои што допрва треба да се отвараат. Лјупчо, рековме оваа иницијатива последно мислам дека дојде од новиот еврокомисар. Не е официјално барање, но сепак е нешто што Македонија и би ги
подобрила условите за добивање датум за преговори, бидејќи така беше изјавата, некои земји членки покажуваат интерес и желба да се донесе овој закон, па дури Франција, зад која сега ВМРО ДПМН застана како филтер во добивањето датум за преговори, го бара ова. Зошто тогаш е отпорот да се донесе овој закон? Што тоа ќе значи на меѓународен план? Значи, дел од тие причини ги кажа Мира. Може ги повториме ако да ги ставиме на маса. Мислам дека работа е прилично како да кажам приземна. Се работи за политички интерес, а не за држава. Апсолутно за политички интерес. Што би било сега, значи кој го ВМРО гледа од условно речено од оваа страна на перспективата. Значи доколку се донесе законот за јавно обвинителство, а според најавите може на 26 и 7 март кога е самитот на европските лидери во Брисел, може да се донесе одлука за почеток на преговори, кој би имал најмногу корист од тоа? Се разбира дека власта. А зошто ВМРО, бидејќи владата, да ќе го оствари овој клучен, еден од клучните сегменти за добивање, да. И зошто тогаш ВМРО да и пушти карт бланш да му пушти карт бланш на СДСМ. Ја мислам дека генерално во многу земји тоа не би го направиле, без оглед колку се зрели демократиите. Доколку пак ВМРО се спротивстави да го донесе тој, да се донесе законот за јавно обвинителство, па пак ризикува да биде представен во одредени кругови во Европа како блокатор на европските перспективи, па пак да добие Македонија датум или некаков услов. Ние не знаеме што ќе се случи. Но во основа играта на ВМРО е малце деликатна во овој случај. Не може да одбие, а уште помалку не може да прифати. Некој имаше изјава Христијан Мицковски околу тоа новиот закон, вика како ние да го донесеме новиот закон за јавно обвинителство кога нашата партиска сметка и другиот тимот се замрзнати. Значи, ја не гледам што би требало да направи сега договорот за јавно обвинителство, кој ќе се случи, дека таму ќе биде напишано дека партискиот тимот на ВМРО се одмрзнува, па тоа е најдиректно мешање како па мислам дури во најавтократските модели не би постоело. Што тоа звучи како демек Значи партиите, судот не е важно, ништо не е важно, туку партиите се договараат да се одмрзне сметката на тоа е услов. Тоа е услов, мислам тоа е нонсенс, услов нонсенс. Бидејќи не може тоа да биде, тој тоа го каже јавно на водици во Охрид. Другиот проблем што Мира го кажуваше околу тоа обвинителите од СЕО, претпоставувам дека може да се надмине, но третата забелешка околу тоа како се избира јавниот обвинител, за мене е малце не да речем глупа, туку не без подкрепа, затоа што на независно судство. Да, ама тие се на тој начин се избира, тој закон е донесен уште пред 8-9 години за јавното обвинителство, значи два обвинители досега се избрани и Марко Зврлевски и сегашниот Љубомир Јовевски според тој член. Значи сега продолжува да важи. Сега зошто претходно не им пречело, а сега им пречи. Мислам тука имаат малце малку се натанок мраз. Сега ние не ги знаеме деталите од преговорите меѓу нив. Сигурно се да само не настапува како добар самаритјанин, па да даде најдобро што може, таму ние да сме најдобрите дечки, сигурно не, но претпоставувам дека можеби ќе се најде излез некаков, затоа што она што е каменот на сопнување, за да не можат да обвинителите на СЈО да конкурираат на работните места во
Обвинителството. значи ти го нарушуваш основното уставно право Тоа е. дека може секој секаде да конкурира и да работи, и како можеш ти нив да ги одделиш. Сега Мицкоски се бунеше зошто овој униформираниот полковник не можел да биде, бидејќи сите имаат право да конкурираат, да бидат избрани на одредена позиција во државата, а сега овие други 12 обвинители и плюс сите други вработени да немаат право да конкурираат. Мислам, малце нелогично во однос на човековите права. Уште малку околу оваа тема и ти си активен околу анализите на овој проблем. Дали сметаш дека се работи за одолговлекување, уште едно одолговлекување на донесување на тој закон и поставување на одбегнување на правдата, да речем. Затоа што тоа се пролонгирање, значи и така помина еден куп случаи. Па мислам дека моите колеги речиси кажа се. Мислам дека ВМРО ќе инсистира на политички договор со СДСМ, а тоа влијание на обвинителство на судови више ние видовме дека кога има политички договор, тој дел од власта премолчено ги почитува тие договори. Значи, навикнати се политичките партии да направат некаков договор, било јавно, било тајно, меѓутоа во Македонија ништо не останува тајно и после нормално овие институции наоѓаат начин како да ги почитуваат или да ги имплементираат тие договори што ги постигнуваат двете партии. Мислам дека видите, ВМРО игра многу тактички. Сега прашањето вика, окей, не е проблем, нека се префрли законот во Венецијанската комисија. Немаме време. Тоа би било супер ако има време, 3, 6, 9 месеци, па да чекаме, пошто Венецијанска комисија не може на нас одма да ни даде. За потребите на изборите. Венецијанската комисија два пати пленарно заседава. Еднаш во јуни, мај, јуни, другиот пат во септември, октомври или декември, и тогаш се донесуваат оценките за одредени закони. Не секој месец да носи оценки. Не, така што нема апсолутно време што купување, значи за да не излезе да рече еве дека тие се лошите дечки кои што спречува да се донесе тој закон, најдоа некој начин како да ја префрлат топката на друга страна. Ова со идејата за јавен обвинител. Малку се контрадикторни, знаете зошто? Ако се убедени дека победуваат на следните избори, зошто би му дали на СДСМ да предложи јавен обвинител? Малку се контрадикторни со себе. Политика. Да, ама тоа се гледа дека основната причина е зошто го блокираат ова, инсистираат на некои гаранции од СДСМ, барем во овој период да нема некое затварање, па некој процес малку да добие динамика. И од друга страна па зошто да не, во март да нема одлука за започнување преговори. Мислам дека ВМРО, ако се малку попуштени во ова, разбирам дека партии имаат политички интереси и се тоа окей. Меѓутоа малку попуштено треба да ги гледат работите. Верувајте дека ја не верувам дека изборите ќе ги одлучуваат дали ќе се носи законот за обвинителство или не. Пошто мал број на луѓе сваќаат што е приказната. Мислам дека ќе покажат политичка зрелост и едните и другите да седнат да го затворат тоа прашање, затоа што на некој начин, барем ако не одбијат во март, да бидеме на чисто, да имаме чиста совест дека навистина направивме се. Тоа што европските лидери не можат да се договорат, тоа е веќе друго прашање. Мислам дека сега е време да ги остават тие ситни партиски интереси и пред се да гледат на повисоки интереси на земјата. Насер, ако се работи за екзистенција на одредени луѓе, членови на партии, не се работи, верувајте. Ние за овие колку 2 години не се дека партиски интереси. Се поголеми од обични партиски интереси, освен ако и тоа не е дел од партиските интереси, да ги сточуваш идеолошки овие луѓе кои што некогаш направиле. Значи, што би било идеално Љубише, извини, да. што може, например, сега обвинителството има уште колку почнува изборната кампања за 20 дена ако него донесе И сега, мислите дека некој од овие процеси кои што се во тек нешто може, кој знае што да се случи или да се отвори некој. Ја во таа приказна не верувам. Се работи за тоа е навика. Дајте да се договориме, одиме на сигурно, затоа што сака да ги сочуват позициите.
А не дека, ја не верувам дека пред избори Да, може ама, да се случи нешто. Ти добиваш или губиш со тоа колку ја спроведуваш правдата, бидејќи се покажа дека таа е најголемиот забелешка на граѓаните. Се спроведува правда или не? Правдата, тоа што го бара и меѓународната заедница, е и кон едните и кон другите. Ако едните прифатиле добро, тоа што Ама го ако терат чекаме независно. ние 3 месеци пред избори, тоа да го докажеме, тоа малку е. Значи, ситуацијава е многу едноставна. Ако Не е баш, ги ама добро. не, ако се донесе законов сега, тогаш СДСМ може да добие 2-3 процентни поени плюс подршка. Предпоставам. Во домашната На изборите. јавност, на изборите. Во домашната јавност, ние зборуваме за изборите, се е поврзано со изборите. Тоа европската перспектива е на второ скалило. Доколку не се донесе сега, а датумот за преговори се донесе, се усвои на самитот во мај, а ВМРО ги добие изборите, тогаш за нив тоа ќе биде, ние ги добивме изборите, тоа би после еден месец Европа ни дава датум, тоа е значи потврда за нашата политика. И значи многу е приземна, проста е политичкиот интерес надвор од овие поединечни интереси на луѓе што се вклучени во истрагите. Ама Липчо, врзани се са и ЕУ те цени под законот. Значи, од таму до иницијативата, важен им е да тој. се водело сметка за државниот интерес. Сега јас отворено ќе кажам. Контактирав со многу пратеници. Дел од нив ми рекоа дека и тие исто ќе постапеле во однос на името, доколку биле во позиција да преговараат или да бидат на власт кога било тоа, кога се потпиша Преспанскиот договор. Да не се лажеме. Значи, партијата си тера своја политика, си тера своја агенда. Тоа не е спорно. И меѓутоа, кога станува збор за државни интереси, нема тука дилема дека нешто треба повисоко и поинаку да се гледа и треба отворено јавно да се каже зашто до сега никој од ВМРО не излезе, од ВМРО ДПМН не излезе јавно да каже кој е нивниот став во однос на новото име на државата, односно видоизменетото, иако за мене оваа држава се вика Македонија, тоа е името. Ова се додавки. Република, кој што многу умина го користат дека е сменето името, не е точно. Името е видоизменето. Република е државно уредување. На сите тоа им го кажувам. Македонија е името на оваа држава, значи не е сменето името. Затоа и грците се бунат. Меѓутоа, успеа грците да го сменат Преспанскиот договор, кога се смени власта таму? Не. И овде истото ќе се случи. Ова се само предизборни препукувања и фаќање поени. Но не сакам тоа да го кажам. Ми беше зборот. Ако се навистина државни интереси во прашање, а не тесно партиски и лични, немаше да и досега да биде вакво однесувањето на опозицијата. Во однос на прашања што е за сега државата и во однос на прашања од кои навистина треба државен консензус на сите политички субјекти, не само на едните. Добро, ама некој го сваќа компромисот само да се прифати мојот став. И бевме сведоци 10 Ама ние 25 години тапкаме во место токму заради тоа. Имавме ние и многу убави години кога Европа можеше да не повика со полно право да бидеме придружна членка или да почнеме преговори и така натаму. Гледате ги земите први кои што после распадот на системот во ние бевме заедно со Хрватска во процесот. Со Словенија бевме. Прво со Словенија, па после со Хрватска бевме. Значи можевме и досега да бидеме ние дел од Европа. Земите што ги примија, извини, јас влегувам во твоја тема, но земите што ги примија меѓу првите од овој регион, балкански и поширок, малку балкански регион, ни случајно не ги исполнуваа условите за пријем. Ама ни случајно. Политичка беше одлуката, исто како што и сега. Преговорите што почнаа со Црна Гора и со Србија е стварно политичка одлука, но нашето главно заостанување беше во 1998 ми се чини беше, кога ние не влеговме во таа позната агенда 2000. Македонија не влезе. Тие што влегоа во таа агенда 2000 станаа членки 2004 година. А потоа Хрватска и Македонија беа заедно во групата и така натаму. Ние доцневме заради наши
како кажам, интерни проблеми и заради перцепцијата на Европа кон Македонија, нерешеното име и други проблеми се сеќавате тогаш. Ама тоа е истото. Пак биле теснопартиските интереси доминантни кои што Запад ги прочита. Ама не е тоа интерес да значи ние тогаш не сме покажале елементарно ниво на демократичност во И сега држава. ни го кажуваат истото, Попе. Функционална демократија. Тоа значи да се откажеш од теснопартиските интереси, да ставиш државата напред. Каде има откажување од партиските интереси? Еве го суда Трамп. Сите републиканци вчера гласаа против овие амандманите на демократите. Тоа не е теснопартиски. Америка и Македонија. Не, сакам ти кажам дека негде. Ние не сме таму па да можеме да го правиме истото. Партиите ние сме никогаш глупа. Ако ние не го правиме на начин на кој што треба, тоа ќе останеме партиите таму кој што никогаш нема сме. да се откажат од своите интереси. Мора да се откажат. Како Никогаш. Германија се откажа од тие? Зашто Америка е спомнува? Па колку години се у коалиција ЦДУ и СПД? Како Германија не беше само интересите нивни. Заради државните интереси, не заради... како не, заради државните Јас се интереси. извинувам и Не е од така. двајцата, меѓутоа има нешто што се вика државен интереси за кој нема преговарање. Па и граѓаните го препознаваат, а партиите не го тоа прават. е- Како тоа може е- тоа? Тоа Тоа е е парадокс. работа на компромис. Компромис, значи, односно договор. Конвенција, Па, договор, мора значи, да треба има се откажеш од договор. нешто. Значи мора да има договор дека за тие државни интереси нема преговарање. Одредени прашања не се дискутабилни. Не подлегнуваат на дискусија. А за се друго може да се дискутира, да се дебатира, да се одредени партиски државни интереси. прашања имаме ЕУ, НАТО и така натаму, испраќање војници во Па не, ама таму не е сите одвоено тоа. од внатрешната политика. И ЕУ и НАТО не се од надвор тие, значи како ти одредени на бараш државата ќе те примат или не? како да бараш ти да биде дете од 15 години или од 14 години зрело како магистер? Не може, едноставно такво е општеството. Ние треба да поминеме неколку фази еволутивни додека Оставиме. стигнеме. Демократски. Демократски, тоа е. Да, секогаш, како велат, тешко е првите 100 години, после да, иде. Мислам дека не сум баш сигурен дека ова политичка каста, власт, опозиција, целиот политички спектрум се сериозни во европската агенда. Затоа што вие не можете 30 години да зборите за еден процес и никако да го затворите. Ние, кога беше извештајот на пример, 2015, така, првиот, па после 2017, луѓе. Такво трескнување за земја, ова земја никад нема. Пошто знаете, извештаите на Европска Унија се фино дотерани, па тоа нијанси, тешко кој може да свати точно тие. Точно се изразуваат, меѓутоа формата е Меѓутоа, пример ни кажа, луѓе, вие сте нефункционална демократија. Дајте, поставете ги основните столбови на една И се истото не го зборуваат, вие сте нефункционална Тоа демократија. е- Како да ве тоа примеме, е проблемот. кога не знаете да се однесувате така како нас. И Знаете како, сега, пошто тие се две главни партии кои што го дизајнираат системот, ВМРО и СДСМ, мора да седнат и да повлечат кај се тие црвени линии, кај што партискиот интерес нема да забира. Тие седнуваат. Не. Значи, зошто, Седнуваат ако за сме сериозна функционална демократија, зошто Преспанскиот договор не му удат жолта линија двете партии? Зошто повторно опозицијата го отвара дека ќе се ревидира Преспанскиот договор? Затоа што Тоа не е очигледно прашање партиско, тоа е државен интерес. Или го имаш, или го немаш. Затоа што очигледно фали политичка зрелост. Ма каква се партиски интерес на државниот интерес? Знаете, таа политичка структура, јас тврдам дека нит ќе се губат, нит ќе се добијат изборите на тоа прашање. Тоа прашање е затворено. Зошто го отварат пред избори? Зошто е затварат? Затоа што мислат, ја верувам дека луѓето ги подценуваат. Не можете вие да им кажувате на луѓето дека ако ние доаѓаме, имаме 2/3 во собрание, тоа е приказна за деца, те молам. Мислам, ВМРО имаше слична стратегија и за договор со Грција од 95 година. Нели, одеа на избори, ние готово, го враќаме знамето, го враќаме ова, она. Дојдоа 98 си легна на брашното, тера.
Нема друго, ама нема друго, освен Ама така. знаете како тоа Така не и ќе биде. Тој договор од Преспа не е договор на СДСМ, луѓе, да можеше поинаков договор да се постигне, ние ќе си постигнавме. И ја им верувам и на ВМРО и на СДСМ дека да може подобар договор ќе направи. Ја не верувам во нивната намера да направат добар договор. Очигледно не можеше подобар договор. Да се стави, да се сврти нова страна и да идеме напред. Затоа што и ВМРО не добива гласови на таа приказна. Само ги крева тензиите, ништо посебно. Ама ќе се оди на линија на Кревање националните чувства, да, овие ако значи, да, не може се ќе лажеме. лошиот сон ќе се разбудиме во друга држава. 99% Значи штета од може да македонците направат, а се- нема да добијат ништо. Па, не сум Малку нешто не може можам да уште дадам. ништо да кажам, уште немам до крај јасна визија како ќе се одвиваат работите на изборите и каков ќе биде резултатот. Минатите ги погодив, речи си во. Пресно рече, јас се слагам со тебе дека нема шанси да се промени тој договор. Дека Па тој е нема шанси, меѓународен сигурно. договор. Љубиша, дека тој не договор не е Никој направен. не е среќен со тој договор, да не се лажеме. Ама е неминовно. Тој договор е Неминовно потпишан си е. со Грција формално. За тој договор стојат најсилните земји Така е, апсолутно. во светот. Апсолутно. Соединетите држави и земји, битни земји во Европска унија. Сега, ако ние сакаме против нив да одиме, тоа више Па тоа е друга прака. Што ја не верувам дека ВМРО сака тоа да Ама го отвори Лјупче тоа прашање, дилемите меѓу ВМРО, дали ќе се бидат сега добри дечки во меѓународната заедница или дома. Нема, може, има дилема, ама не навлегува во нивните интереси. Тоа што дури вербално го зборуваат сега, дека ќе го вратат Преспанскиот договор, што предизвикува на Запад? А што, дури ако победат и ако почне да го прават како процедура? Кај ќе биде Македонија тогаш? Значи, не Да може брза лента? Не, значи Таа брза лента е целата идеја е ние Да се бараме успори 80, лентата. не, бараме 80 пратеници за да добиеме 60. Бидејќи знаете што значи тоа 80 да добиете? Еве, сега еден груп распоред на силите. ВМРО да има 80, албанските партии 23, а СДСМ 17 пратеници. Мислам, тоа е невозможно. Значи, во 4 изборни единици ВМРО треба да добие 20-0. Па што е тоа, мачкање очи, тоа што вика Мачкање очи, Сафет за да дека е... може да добијат повеќе гласови, еве, за да добијат нешто, да добијат во изборната кампања. Оди со една идеја. Знае дека е неостварлива, дека е лудо, дека ние не можеме да се качиме на Ама и луѓето не веруваат во таа риторика. Ја мислам дека не веруваат. Ама некој... Па добро, сега, 2000, може не 2000, стварно. до 2008 имаше успех тоа, нели? Да. Кога го откачија Дуи од коалицирање. Таа нели, приказна дека беше доградена со други мерки зашто функционираше. Меѓутоа, Ама, една значи, се проба, има... делумно се успеа. Како ќе се напред? Значи, Сега има доаѓа причина повеќе. Вархеј Името. вика добар услов. Не е услов без кој не се може, туку добро би било да се усвои законов за се јавно покаже дека обвинителство, реформите течат во оваа ама држава. мора да се спроведува, а другиот дел мора да се да се имплементира Преспанскиот договор и мора да се придржуваат до точките од договорот со Бугарија. Тоа е мора, а ова би било добро. И сега ти Лјупчо, ма како видите се, партија што претендира да дојде на власт, вика, ја не го признам Преспанскиот, не го признам договорот со Бугарија, па тош кај... И вие Ама мислите не го дека се признаваш- сериозни кога го кажува тоа? Ја не мислам, ја не знам што мислат Ама- граѓаните. ама Бидејќи тие како- носат одлука, тие Затоа се реков, многу тие избори се од тој аспект многу битни. во некои, како да ти кажам, во некои чисти варијанти ги представуваш работија. Значи, Мицотаки се исто зборуваше дека е против Преспанскиот Така, и договор. дека ќе го И ревидира. цела кампања водеше. Гласаше на секое гласање против, дека ќе прави се да го ревидира. Откако се всели во председателската палата, премиерската, тој го ја смени реториката. И исто ќе се случи доколку ВМРО победи. Еве само Значи, една тоа е реченица. Значи ништо. ВМРО со ова реторика ги таргетира, не сакам никого да навредувам, ги таргетира наивните гласачи во Македонија. Со таа реторика дека ќе го смени договорот од Преспа, само сака да ги добие тие наивни гласачи. Колку ги има, ја мислам дека има малку. Добро, ја Како не сум експерт Извини, по извини, само уште само- секунда ќе те прекинам и ќе завршам. Значи, со истата реторика, само малце помека, настапуваше и Гордана Силјановска, дека преку правни механизми, Ќе се обиде. преку ќе се обиде да го ревидира. И знаеме дека доби огромен број гласови. Тоа не треба да го подценуваме. Ама не е Огромен број само гласови. заради Ама не, и заради гласовите. тоа. Дефинитивно И и ова заради власт тоа. имаше своји фалинки и Уште тоа не едно бели прашање до фалинки. Мира и до сите имаме уште Да. 3 минути.
Ако е така, ако ВМРО ДПМН наидно или не наидно таргетира и го отвара ова прашање дека ќе го вратат. Смислено за смислено, наивните на мене. Зошто тогаш СДС исто така го отвара? ВМРО ќе го промени договорот. Ако знае дека не може да го Па договори. тие две партии една од друга си учат. Во тактиката Мислам дека не им е добра таа тактика, ама не сум нивна работа си тоа. Не претендирам како некој Значи може јас би светни нови најден станат. немам Тие советници амбиции не- да станам партиски портпарол или советник. Не, мислам го плашите Но. народот со нешто што он може би го посакува да се Добро. разбуди во друга држава, која повторно ќе се викаме Република Македонија, која и пред тоа не се викала била ФИРОМ, и се некоја илузија создаваме кај граѓанството дека ако овие добијат, ќе го вратат договорот, им даваат пас и шанса на ВМРО во тезите дека ќе го поништат Преспанскиот договор, кој што фактички не може да Не, се ама направи. sada само мора да излезе да реагира, објасни, мора да објасни за тоа што начинот како тоа се представува е неточен. И мислам дека како носител на тој процес е нормално да излезат и да објаснат дека не е тоа така како што ВМРО тврди. Ако сакаат да си ги добијат изборите, СДСМ мора на секој чекор да ги објаснува потезите што во овие 2,5 без малку 3 години ги правеше. Тие немаат целосен мандат и тоа да не се лажеме, мислам, што е право е, немаа шанса да спроведат дел од своите целата ветувања, платформа, тоа е факт. Од друга страна, ако овој народ има добра екзистенција, па да ви кажам, името, односно видоизменетото име, сосема ќе биде на маргините. Тој што добро живее, што нема причина да се иселува од оваа држава, ваквите национални прашања кои што не се до крај, не се загрозени, не се загрозени, да не се лажеме. Сега никој никому не може да му го оспори македонскиот јазик. За тоа говорат оние стотици институти во ни светот каде што македонскиот јазик се изучува и од други земји, во други земји. Академици имаме кои што го спорат истото од Полска. Значи нема загрозување на македонскиот јазик, на македонскиот идентитет. Никако. Народот сосема поинаку ќе размислува и поинаку ќе гледа. Ние сме сите насочени кон политиката и експерти за политика, затоа што екзистенцијата ни е во прашање и затоа што кај нас политиката ја диктира екзистенцијата, односно економијата, за разлика од другите земји каде што е обратно. Добро, се враќаме на онаа теза за 100 години, ќе треба ние убрзано да подостариме. Завршувам за да можеме да ги бидејќи тоа, знаете како е, демократското старење треба да оди напоредно со економскиот раст, бидејќи за да стигнеш ЕУ, треба да имаш побрз економски развој од земјите членки. Не можеме да се развиеме економски ако не поставиме, ако не изградиме демократски систем. Да. Значи, јас не согласувам со многу аналитичари, политичари, новинари и така натаму кои што велат дека ние кога ќе достигнеме одреден развој, нас ќе не биде едноставно да влеземе во ЕУ. Значи, сите земји што влегува во ЕУ, освен Австрија и Финска, сите беа неразвиени. Вие знаете кај беа балтичките земји? Кој знаеше некој за балтичките земји во Советскиот сојуз? Сите го постигнаа развојот во ЕУ. ЕУ поттикнува развој, а не ние ако сакаме да станеме Швајцарија, па после да влеземе. Мислам, тоа е малце. Ви благодарам што бевте дел од седма сила утински брифинг. Се надевам во нареднивите циклуси повторно ќе бидеме заедно да анализираме нови актуелни теми. Имаме уште малку време да изборите, а и потоа. Благодарам што бевте гости во седма сила на утински брифинг. Тоа беше последната содржина во денешната емисија Утински брифинг. Благодарам на вниманието и пријатно.